Од вчера кочанчани, но и македонската јавност е во шок, а денес нема нови детали околу истрагата на мистериозната смрт на 26-годишното момче од Кочани. Секторот за внатрешни работи Штип молчи, јавното обвинителство ги чека резултатите од обдукцијата. Втор ден молк од СВР Штип и јавното обвинителство за мистериозната смрт на 26-годишното момче од Кочани. Од таму денеска не соопштуваат нови детали околу истрагата за случајот. Од СВР Штип вела дека остануваат на оно што го соопшти јавното обвинителство и дека нови моменти нема. Ќе се почека да заврши истрагата на обвинителството. За случајот основното јавно обвинителство соопшти: надлежен обвинител од основното јавно обвинителство Кочани изврши увид заедно со видна екипа од МВР. Со оглед на тоа што на телото беа најдени видливи траги на насилство, обвинителството за вршење на увидот повика форензичарска екипа од Министерството за внатрешни работи од Скопје. Во насока на утврдување на причините за смртта кај момчето, основното јавно обвинителство Кочани издаде наредба за вршење на обдукција на телото на починатиот, наредби за прибирање на траги од лице место и вршење на потребни вештачења. Истрагата за настанот продолжува со цел негово расветлување, стои во соопштението на јавното обвинителство. Големи нејасноти и дилеми околу случајот се уште остануваат отворени, со оглед на тоа што веќе во Кочанската чаршија се плетат приказни дека момчето доцна седело во кафуле, дека имало бркотница во трговскиот центар и дека било најдено во тунел меѓу зградите, се дотаму дека паднало и се здобило со тешки повреди на главата од кои починело. 26-годишниот Бојан вчера утрото околу 7 часот беше пронеден мртов. Причините за смртта на младото момче што ги потресе жителите на Кочани засега останува мистерија. Дали во случајот станува збор за убиство, самоубиство или несреќа, ќе се знае по резултатите од обдукцијата. За 3 милиони денари поголем буџет оваа година ќе располага општата болница во Кочани. Најавени се набавка на нови апарати, специјализации, како и реконструкција на болничкиот објект. Сепак болна тема останува недостигот од здравствен и технички кадар. Усвоен новиот буџет на Кочанската општа болница. Годинава оваа здравствена институција ќе располага со поголем буџет за околу 3 милиони денари. Предвидени се набавки на нови апарати, специјализации, како и реконструкција на неколку оделенија. Значи, целокупниот буџет за оваа година изнесува околу 116 милиони денари. Средствата во главном ги планираме за реконструкција на службите и на болничките оделенија. Веќе неколку години наназад работиме континуирано на обновување на оделенијата. Минатата година целосно беа реконструирани интерно и хируршко оделение, како и хируршките сали. Годинава пари од буџетот ќе бидат наменети за замена на старите прозорци со нови. Дел од средствата се планирани за промена на постоечките прозори од северната страна на болницата. Тие не се менувани од изградбата на самата болница. Сега се одвоени средства и за таа намена. И се разбира, планиравме средства и за обнова на медицинска опрема и на информатичка опрема. За болницата целосно да одговори на потребите на пациентите од Кочани и околните места, потребно е вработување, како на медицински, така и на технички кадар, појаснува Цимбалевиќ. Политичката состојба во Македонија не е толку тешка и не треба да се драматизира, изјави денес во Берово представникот на Европската Унија Самуел Жбогар. Тој е оптимист дека во наредниот период лидерите на политичките партии ќе се договорат и ќе формираат влада, за да може и тие како Европска Унија да продолжат да работат во реализирање на реформите. Well, I don't see that this political situation is so difficult. I mean, we shouldn't dramatize. Не мислам дека политичката ситуација во земјата е толку тешка. Мислам дека не треба да драматизираме. Ми имавме избори кои се одржа и нормално е да се даде повеќе време за да можат политичките лидери да можат да ја формираат, значи, една или вистинската влада. Јас гледам дека сите политички партии веќе се ангажираат. Јас сум оптимист дека политичките лидери ќе го изнајдат вистинскиот начин за да ја формираат владата, за да можеме ние како Европска Унија да продолжиме да работиме во реализирање или испорачување на реформи кои што се потребни.
13-годишниот Давид Манев е еден од 10 најдобри македонски јутубери. Доживувањата и истражувањата овој млад штипјанец ги прикажува преку видео на својот YouTube канал. Општина Штип го објави јавниот повик за давање на користење јавни површини за организирање панаѓури. Како површина на која може да се организира панаѓур во Штип е определен паркингот пред градскиот пазар. Општина Штип распишува јавен повик за користење на јавни површини за организирање на панаѓури. Панаѓури може да се организираат за Великден, за Петровден, есенски во октомври и новогодишен во декември. Локацијата за организирање панаѓури е кај градскиот пазар. Според конкурсот, панаѓурите можат да се одржуваат во 4 временски термини, а како површина за тоа е определен паркингот пред градскиот пазар во Штип на улица Сутиска со вкупна површина од 1885 метри квадратни. Правото на користење на јавната површина ќе се додели по принципот прв дојден, прв услужен, а меѓу неколкуте услови е и ставот дека организаторот не смее да има заостанати обврски кон општина Штип, значи данок и комунални такси, ниту обврски спрема јавното предпријатие ИСАР, по основ на надоместок за јавна чистота. На организаторот општина Штип ќе му издаде решение во кое ќе биде утврдена површината, висината на надоместокот, начинот на плаќање и друго, а тоа е должен 20 дена пред одржувањето писмено да извести општината за точниот ден на одржување. Секако за организирање на панаѓури е потребна и изработка на елаборат за измена на сообраќајниот режим. Организаторот на панаѓури е должен 20 дена пред одржувањето на панаѓурот писмено да ја извести општината за денот на одржувањето на панаѓурот. При тоа општината ќе обезбеди согласност од СВР Штип за изменување на режимот на сообраќај по претходно изработен сообраќајен елаборат од страна на самиот организатор. Организаторот е должен пред добивање на решението до општината да достави доказ за платена комунална такса и платен надоместок за јавна чистота, најдосно значи 10 дена пред одржување. Во спротивно го губи правото на користење на јавната површина. Инаку јавниот повик трае до 23 февруари 2017 година. Инаку ова е прв обид да се регулира ова проблематика со цел избегнување на проблеми и недоразбирање кои се јавуваат низ годините наназад. Заинтересираните субјекти за организирање на панаѓур треба да достават пријава до општина Штип во која ќе наведат кој термин и која површина се заинтересирани да ја користат за организирање панаѓур кај градскиот пазар. Хуманитарните акции во руралните подрачја продолжуваат. Црвениот крст денес подели хуманитарна помош на 25 семејства во социјален ризик во општина Карбинци. Црвен крст денеска донираше пакети со храна, средства и кебиња на социјално загрозените семејства во општина Карбинци. Помошта е добре дојдена, велат оние кои ја добија. Јас социјално зимам 2000 ерки. Нигде не работам, ако повише кажам ќе се расплачам. Ја пензија зимам, а во е за син ми зима нега. Син ми не е добар. И све сме задоволни. Социјална помош редовно се дистрибуира и во руралните средини. Општина Карбинци одвојува средства од буџетот да им помогне на овие лица. На месечна база се донираат вакви пакети со храна. Инаку следни наши активности се исто хуманитарна помош да се подели во руралните средини од Штипскиот регион. Со што ќе заокружиме ова месечна социјално хуманитарна дејност. Советот на општина Карбинци има донесено многу, верувате, многу одлуки за да се помогне на социјалните случаи. Ние даваме еднократна помош од 3000 денари, до сега имаме дадено преку 150 такви одлуки има донесено Советот и ги сите имаме реализирано. Акцијата на делење на хуманитарна помош за социјално загрозените семејства во руралните средини продолжува понатаму. Планирано е ваква помош да биде дистрибуирана на 25 семејства во 8 села кои гравитираат кон руралната општина Карбинци. Општина Штип ги прави анализите дали штипските пензионери навистина имаат потреба од субвенционирање на градски превоз. Но во градот не само пензионерите имаат потреба од превоз. Од автобуси по градските улици имаат потреба и студентите. Во наредниот период општина Штип ќе спроведе анкетирање за да се види дали штипските пензионери имаат реална потреба од бесплатен градски превоз. Оваа одлука е донесена
откако и тукашното здружение побара со општински пари да се субвенционира барем дел од билетот за градски превоз. Воведувањето на превоз за пензионерите е навистина добра идеја и ние ја поздравуваме како општина. Се надам дека и кај нас ќе можеме да спроведеме сличен проект, меѓутоа во иднина секако, затоа што треба да имаме предвид фактот дека Штип е поголема општина, дека бројот на пензионери е многу поголем, така што и целата таа, да не речам, организација е многу поголема и ќе бара едно поголемо истражување, односно испитување колкави се потребите и како би можеле ние сето тоа да го изведеме за да биде и финансиски исплатливо. Не само пензионерите и останатите граѓани на Штип имаат потреба од градски превоз. Градот се шири, а истовремено и универзитетски град. За да се одговори на потребите на граѓаните, се размислува за повторно воведување на линијски градски превоз. Пред неколку години во Штип се воведоа неколку градски линии, но за жал не профункционира од едноставна причина што немаше редовни патници. Ако имаме мал број на граѓани кои што користат градски превоз, воведувањето на градски линии можеби ќе биде и нерентабилно, со оглед на фактот дека користењето на такси превозот во градот е многу често и бидејќи цените се такви какви што се, знаеме дека се ефтини, граѓаните често пати го користат овој вид на превоз. Македонска Каменица беше прва општина во регионот која овозможи секој петок бесплатен превоз за пензионерите, но и за социјално загрозените семејства. Од наредниот месец бесплатен превоз најави и општина Виница. Виничкото јавно предпријатие Солидарност бележи наплата на сметките од 70%. Во моментов се доставуваат опомените кон должниците. Доколку не се ги платат сметките, во тој случај ќе следи и достава на тужби. Виничкото јавно предпријатие Солидарност почна со доставување на опомени на домаќинствата кои што се уште ги немаат подмирено долговите. Директорот Игор Спасовски вели дека минатата година, поради тоа што во Виница немаше нотар, не можеа да ги утужуваат должниците, со што директно влијаеше и на наплатата на потрошената вода и за услугата за собирање на сметот. Оваа година почнавме поинтензивно со опомени кон нашите корисници, бидејќи минатата година немаше нотар во Виница и тоа е една од причините кои што ни падна наплатата. Сега нотарот почна со работа, ние веќе до сите наши корисници кои што имаат долгови опомени доставивме. Знаат луѓето дека нотарот почна со работа, така да во иднина следува пуштање на тужби, утужување на сите оние должници кои што навремено не си го плаќаат долгот. Спасовски вели дека граѓаните кои имаат неподмирени сметки можат да направат договори со јавното предпријатие Солидарност за да долгот си го платат и на рати. Оние кои што имаат долгови дека можат да дојдат кај нас да го измират долгот, а даваме опција и измирување на долгот на рати. Значи ќе се направи договор за плаќање на рати и секој месец ќе си плаќаат одредена рата во зависност од можностите. Да ја даваме и таа опција за да не им дојде многу терет на оние граѓани кои што не плаќале редовно. Виничкото јавно предпријатие Солидарност минатата година бележи наплата на сметките од над 70%. Скоро исте процентот на наплата и на физичките и на правните лица, доколку граѓаните не си го подмират долгот. Крајната мерка е непопуларна, односно исклучување од водоводната мрежа. Продолжуваат форумите на заедницата во општина Пробиштип. Најдобрите идеи на граѓаните се реализираат во проектни активности. Форумските сесии кои општина Пробиштип ги организираше успешно минатата година продолжуваат и ова, а шестата поред форумска сесија во Пробиштип е за сумирање на резултатите што е сработено и кои проекти се приоритет. Таа е шеста завршна форумска сесија поред. Општина Пробиштип минатата година доби проект од страна на швајцарската агенција во Република Македонија. Проектот се однесуваше на организирање на форумски сесии со цел градење на буџетот за 2017 година. Ние имавме и минатата 2015-16 година исто такви сесии, 5 наред, на кои што граѓаните од општината присуствуваа на овие форумски сесии, ги даваа своите предлози и изгласавме една листа на неколку проекти клучни кои што се дадени лично од граѓаните и сега тие општината има обврска да ги реализира во текот на следната година. Еве ќе кажам дека
веќе приоритетниот проект кој што граѓаните на општина Пробиштип го изгласаа во 2016 година е веќе во завршна фаза, а тоа е изградба на градската капела и токму ова форумска сесија шестата е да направиме преглед за тоа кои од проектите кои што биле изгласани на приоритетна листа, тоа се некаде околу 10 на 15 проекти, се веќе отпочнати, се завршени или причина зашто не се отпочнати. Важна активност за Оделението за локален економски развој на општина Пробиштип е изработката на стратегија за туризам. Многу значајно е тоа, исто така еден втор проект кој што веќе го започнуваме е подготовката за изработка на стратегија за развој на туризмот. Во оваа фаза ние ја подготвуваме тендерската документација и во следниот период ќе следи избор на најповолен изведувач за оваа работа, значи избор на експерт, консултант кој што ќе биде задолжен да ја работи оваа студија или стратегија за развој на туризмот. Така да до крајот на 2017 година, може би многу побрзо, општина Пробиштип за прв пат, ќе кажам, ќе има еден ваков стратешки документ кој што ќе го одреди идните правци во кои што општината треба да го развива и да го промовира туризмот. Веќе од март месец, според акционот план за активности на Оделението за локален економски развој во Пробиштип, ќе се распише и конкурсот за поддршка на проекти со кои ќе аплицираат граѓански организации. Со следниот материјал одиме во Германија, а таму земјоделски производи од Македонија учествуваат на најголемиот саем за органски производи Биофах, што се одржува од 15 до 18 февруари во Нирнберг, Германија. На штандот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се представуваат 8 производители на органски, градинарски, овошни и житни култури, дрворастечки растенија, производи од мед, органски ѓубрива и преработки. Се поголемата побарувачка на органска храна во светот, особено на пазарите во Европската Унија, ја наметна потребата од зголемување на извозот на органските македонски производи. Во Македонија последниве години активно се работи на зголемување на производството на органски производи, како и на свеста на потрошувачите во однос на предностите кои ги има органската храна, велат од Министерството за земјоделство. Министерството го овозможи издружениот настап за заедничка промоција во соработка со производителите и преработувачите на органски производи и швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост. Во оваа година саемот Биофах е вклучен во програмата на саеми кои се поддржани од Министерството за земјоделство. Препознавајќи го извозниот потенцијал на органските земјоделски производи од Македонија, сметаме дека беше неопходно да обезбедиме простор на кој македонските производители на органски производи ќе изложуваат, но и ќе договараат извоз за своите производи на европските пазари, истакнуваат од Министерството за земјоделство. На овогодишниот Биофах се представуваат над 2300 меѓународни изложувачи, а се очекува да присуствуваат скоро 50.000 трговци со органски производи и опрема од 130 земји. За подобра промоција на македонските органски производители, Министерството за земјоделство со помош на швајцарската програма изработи промотивен каталог на органски производи, на кој покрај компаниите кои се изложувачи се представени и компаниите и производителите кои не се во можност да присуствуваат на сајмот кој е во тек и ќе се одржи до 18 февруари. Тринадесетгодишното момче од Штип Давид Манев е меѓу 10 најдобри македонски јутјубери кои што ќе доживеат во текот на денот или пак сакаат да истражуваат, го прикажуваат преку видео на својот YouTube канал. Има голем број на следбеници кои му даваат поддршка во она што тој го прави со својата камера и својот мобилен телефон. Ако климплочката беше најпопуларната детска игра пред 3 децении, сега децата се дружат и комуницираат како јутубери. 13-годишниот Давид Манев од Штип е најпознатиот јутубер видеологер. Ова момче се што ќе доживее во текот на денот, но и што го интересира да научи го прикажува на својот YouTube канал.
Со помош на својот апарат, мобилен телефон снима она што ќе го доживее во текот на денот, сам или со другарите. На публиката им прикажува како истражува стари куќи, цркви, што прави со своите другари, но и што го интересира. Снимам видеа веќе на YouTube повеќе време, од август 2016, значи 6 месеци. Најчесто снимаме влогови во кои го искажувам мојот цел ден. Да, потоа снимаме некои прашања кои што ни ги барат гледачите да се одговорат. Најчесто гледам кое видео експериментирам и гледам кое видео најдобро ќе се покаже од сите, најголема поддршка, и после продолжувам да правам слични видеа. Една куќа надвор од Штип што е во селото Караорман, таму децата од моето одделение ми кажа дека има некоја куќа, ми предложија да ја истражувам и бевме истражувавме. Стари цркви што се не се во функционалност, не се веќе. Имаме истражувано некои други во околината на Штип куќи стари. Давид Манев Влогс е меѓу 10 најдобри македонски јутубери. Смета дека не е потребна скапа опрема за да се прават видеоматеријали и да се монтираат. Засега вели дека видеоизразувањето на своите чувства и настани е негово хоби, но смета дека јутубер видеологер има и една како професија. Би сакал да ми стане некоја една професија, да продолжам со ова, бидејќи има некои начини да се заработува на YouTube, но во Македонија моментално не е тоа можно, бидејќи јазикот уште не е достапен за да се стават реклами на вашите видеа. Давид има над 40 видео со наслови. На секој од нив под него има коментари, но и знакчето ми се допаѓа. Колку што повеќе снима и монтира, вели дека сака да навлезе и подлабоко во правењето на видеата. Сега во последно време сакам на повисок степен да ги накачам моите видеа, да некои како филмски изглед истражувам, да добијат поразлични бои, за разлика како е што сакам да чувствуваат луѓето кои ги гледаат моите видеа. Тоа зависи од боите кои што се во видеата, дали се по-топли, по-ладни и слично. Ова 13-годишно момче е ученик во основното училиште Тоша Арсо во Штип. Сите му се петки, а уште од малја сака фотографијата. Неговите родители и семејство му даваат безрезервна поддршка за она што тој го прави и представува преку камерата. 3 февруари. За некого е обичен ден, за мене не. Затоа што денес ми е Happy birthday to you. Happy birthday dear David. И на крајот спорт. Пинг-понгарот Петар Костовски го освои првото место на државното првенство за надпреварувачи до 21 година што се одржа во Крива Паланка. На листата меѓу првите 10 се уште двајцата штипјани Игор Саздов и Филип Костадиновски. На првото официјално надпреварување во новата сезона штипскиот пинг-понг се здоби со уште едно убаво и вредно признание. На државното првенство за пинг-понгари до 21 година нов шампион стана членот на Универзитет Гоце Делчев во Штип Петар Костовски. Успехот е сосема заслужен ако се има во предвид континуитетот на добри игри на штипскиот пинг-понгар, кој патеката на успехот ја краси со сите можни титули, почевајќи од пионерска конкуренција па се досега. На ранг листата на најдобрите 10 се уште двајца штипјани, тоа Игор Саздов и Филип Костадиновски. Нов тест штипските пинг-понгари ќе имаат веќе во сабота, кога во организација на клубот НЕЦ Телеком во Скопје ќе се одржи мощен силен турнир со богат фонд на награди. На овој респектабилен турнир ќе настапат Петар Костовски, Христијан Станојковски, Игор Саздов и Филип Костадиновски. Инаку пролетниот дел во Супер пинг-понгарската лига на Македонија ќе започне на 25 февруари. Ги следевте вестите, останете во продолжение со Ирис телевизија и имајте пријатна вечер.
Само на Телекабел гледајте најголем избор на канали. Спорт клуб 1, 2 и 3 и ХД канали без доплата. Вклучете 4 ТВ приемници за само една месечна предплата. Сурфајте на најбрзиот интернет и разговарајте неограничено. Меѓу нас е бесплатно. Единствено во Телекабел, без обврзувачки договори. Кабел си е кабел. Телекабел. Голема акција во Зомболино. Чаен колбас Неопланта 295 грама 109 денари, 1 килограм Неопланта пилешки гради 152 денари и Неопланта стисната шунка 1 килограм за 179 денари, алева постна супа 9 денари, чоколадо Галеп 160 грама, цел лешник 59 денари, дезодорант Синивеа 122 денари и умекнувач Дуел 2 литри за само 189 денари. Зомболино, мислат на вас. Правите свадба. Имате роден ден.